Фемициди, брутални напади врз жени, сериозни случаи на сексуално насилство врз деца, онлайн експлоатација, физички напади, смртни закани и употреба на оружје во семејните домови. Сето тоа во еден месец. Јануари 2026, месец на семејно, сексуално и онлайн насилство, се вели во реакцијата на Националната мрежа против насилство врз жени и деца. Јануари се покажа како еден алармантен месец, додека ја пишувавме статијата, веќе имаше уште 5 нови случаи за кои што друга новинска агенција извести. Стварно месецот се покажа со 2 убиства, од кои што едното во Богданци синот си ја уби својата мајка, а додека во другиот внукот во Битола тешко ја повреди неговата баба, која што после неколку дена добивме известување дека подлегнала на повредите. Ова се најекстремните, најлошите, најтешките видови на убиства, фемициди, но цело време ги читаме претепување, грабнување, присилба, закана, детска експлоатација, посебно во дигиталниот простор, и текако е алармантно затоа што буквално во јануари ги имаме сите. Значи, еве ви кажав, од тешка телесна повреда фемицид, имаме еден директен фемицид, имаме закана, присилба, загрозување на сигурност, телесна повреда, грабнување, буквално сите форми се застапени, освен засилување нема, мислам дека после тоа и веќе се надополна статистиката, додека ја пишувавме представката, дека имавме и пријава на случај каде што и дете беше силувано од близокроднина, така да ги имаме сите буквално форми на насилство кои што можеме да ги препознаеме и можеме да ги квалификуваме во нашето законодавство. Каде затаивме? Може ли општествен системски проблем да се решава поединечно и селектирано? Затајувањето е во неколку полиња. Не е дека сега само можеме да обвиниме дека центрите за социјална работа или па полицијата не презела или презела доволно мерки. Зато и самиот закон, нашиот закон, еве да трнеме Истанбулската на страна, нашиот закон предвидува едно мултисекторско постапување, интегрирано постапување. Што значи тоа? Треба сите да бидеме инволвирани. И во однос на превенцијата, и во однос на заштитата. А потоа можеме да полесно да говориме и за реинтеграцијата. Значи сите заедно треба да работиме на подобрување на нашиот систем. Кога станува збор за најранливите, тоа се жените и децата. Зошто е тоа така? Центарот за социјална работа треба да има кадар кој што е високопрофесионален и сензибилизиран. Треба да има доволната бројка на луѓе кои што работат во тие центри, за да може да постапат и да ги превземат сите мерки. Од проценка на ризик, спроведување или упатување до институција, до предлагање на предлози и мерки до надлежен суд. Полицијата исто, од полициските службеници до инспекторите, сите имаат обврска да посетуваат континуирани обуки, да се сензибилизираат на темата, а војно и да ги познаваат своите правилници за работа, како и што се постапува во овие случаи. Јавните обвинители, судиите, здравствените работници, наставниците, професорите во училиштата, сите имаме ние обврска да го препознаеме и да дадеме соодветно патување. Не дека законот ни вика дека имаме обврска, тоа е едно морално и етичко право на секој да се помогне на послабиот во определена ситуација. Насилството во интернет просторот представува една од најтешките повреди на човековите права и остава трајни последици врз нивното ментално здравје и понатамошен развој. Е воведено едно ново кривично дело, кој што и текако ја поздравуваме таа одлука, бидејќи постоеше огромна правна празнина, посебно за случаите каде што веќе многу работи се во дигиталниот простор и многу од формите на насилство се рефлектираат во интернет просторот. Се креираат слики, видеа, аудиовизуелни записи кои и текако може да ја провередат не само приватноста, него да донесат до нови форми на насилство. Праксата покажува не секогаш, за да се дојде до овие состојби на жртвата, која што и текако ќе трпи штета, и таа е низиното семејство, не мора да биде секогаш во сексуална конотација или во експлицитна сексуална конотација пренесени сликите. Можам чисто како пример, имавме една која што јавно, мислам дека излезе на телевизија, која што беше жртва на јавна соба, која што
Незината слика беше земена од плажа и ставена во контекст каде што незините лични податоци беа споделени, име, телефонски број, каде живее, каде што веќе имаме злоупотреба на лични податоци, се задира незината приватност, но и беа нарушени интимните односи со дечкото, загуби работа, социализацијата и се смали, почна да се затвора дома коите како, во однос на психолошкото насилство има еден подолг период кој што треба да се опфати со овие кривични дела, бидејќи штетата е голема, а не се гледа во моментот, него тоа е процес кој што и како може да предизвика големи последици на жртвата. Од националната мрежа велат дека очекуваат соодветна акција од институциите следствено нивната реакција. Нашите застапувачки активности нема да застанат, ние сега пат ќе работиме на подобрување на нашата и легислатива наша и нивната имплементација. Реакцијата е еден буквално револт, затоа што додека се пишува реакцијата, веќе уште 5-6 случаи се појавуваат за да почне да се презема нешто. А првата линија нормално преземање е соодветна заштита и соодветна превенција. Очекувањата за нашата реакција е дека треба да се зборува гласно за ова и дека треба да бидеме цело време на алерт дека нешто се случува, затоа што ако од една страна викаме не е приватен проблем, тогаш е каков општествен проблем и не тангира на сите. Доколку не следат итни и суштински промени, насилството ќе продолжи да се повторува, а жртвите ќе продолжат да плаќаат со својата безбедност, достоинство и живот.